Право живо, ова е петочно во Германија. Јас сум Панче Чужевски и денес повторно без Марина. Марина пак има некои протоколчиња, некои проектчиња, некои преводчиња и останати работи, па затоа ќе оставиме да го доработи тоа, се разбира, и да го користи продолжениот викенд, кој што ние во Германија помалце го користиме, привидејќи тука само 1 мај се слави, 2 мај не ни е празник, затоа моравме и во петокот да си поработиме, да си ги свршиме работите, за разлика од вие кои што се наоѓате во Македонија и не слушате во Македонија, ние во Германија моравме и петокот, а некои како мене и во саботата да си ја свршат својата работа, привидејќи работната позиција или бранжата во која што работиме или работам е таква што ние и во сабота сме отворени и работиме. Но сето тоа не спречува денес недела, 4 мај, ден кој што за некои од постарите генерации, како мене, сигурно го обележуваат со смртта на поранешниот председател на Југославија Тито. Денеска се навршува 45 години од неговата смрт, а секако за мене исто посебен датум или исто така еден тажен датум е 122 годишнината од смртта на големиот македонски великан револуционер Гоце Велчев. Па со тоа нека им е слава и фала на овие двајца големи луѓе, личности кои што ја држеле, ја движеле и ја поддржувале или ја прегале, што би рекле германците, македонската историја. Но да не ја должиме некако емисијата со вакви уводни работи. Денеска ќе зборувам за една тема која што веќе во претходните емисии ја опфативме, а која што се обвива во склопот на апликацијата или добивањето на работната позиција. Ние веќе во нашиот подкаст во епизодата 37-та епизода зборувавме информативно и објаснивме како да аплицирате за работа во Германија. Верувам дека нема некоја голема работа ако аплицирате во Македонија. И во епизодата 41, каде што конкретно се осврнавме за интервјуто за работа, поточно за оној дел од примањето на работната позиција, а тоа е оној Vorstellungsgespräch или интервјуто за работа. Во оваа епизода би сакал да се обврнам или да се осврнам на некои конкретни примери или конкретни прашања кои што се може да се постават или се поставуваат во овој, да речам, процес на аквирирање или на добивање на работната позиција. Исто така ќе се осврнам и на прашањата кои што не се дозволени да се постават, привидејќи постои такви прашања кои што се одговараат со да или не, или конкретно може да се кажете тоа прашање не е во склопот на мојата работна позиција и затоа не би сакал да одговорам на ова прашање без да имате страф од никакви последици дека ќе ве одбијат од таа причина, привидејќи зборуваме за прашања кои што се однесуваат на некои теми од животот на нас, кои што работодавецот не треба да го интересираат, па затоа овие прашања и не се достапни или не се поставуваат. Они може да се постават, меѓутоа вашето право е да не одговорите на тоа. Но за овие прашања покасно, сега би сакал да се осврнам на оние прашања кои што мене и на Марина верувам дека доколку беше денеска во подкастот и кажеше ќе дадеше некој одговор на овие прашања, но во тој процес на добивање, привидејќи ние веќе сме сменувале работа, сме се наоѓале во тој процес на добивање на работни позиции, на функции, на сите работи. Затоа можеби ќе кажеме во некој од наредните, поконкретно во некој од наредните епизоди, нека остане како мало изненадување за нас, ние двајцата, иако се наоѓаме во добри позиции или во добри фирми, сепак копнежот или стремежот за нешто повеќе, за нешто подобро е секогаш во нас и затоа патот не води понекогаш и во некои други насоки, но па ќе речам, за тоа ќе си кажеме во некоја од наредните епизоди.
Епа сега да почнам со она што може би и јас во овој процес на апликација или кога доаѓаат кандидати кај мене во фирмата како одговорен ги поставувам и кои што да речам се мои омилени прашања како би сакал покрај оние лични работи кои што да речам кандидатот ги доставува со својата биографија или со CV-то да ги дознаам во оној првичен разговор, во оној Vorstellungsgespräch, кога сме, да речем, на една маса и кога сме визави или очи во очи и кога би сакал да видам какви се реакциите. Едно од прашањата кои што обично ги прашувам, бидејќи мојата функција е тоа така да луѓето кои што ги примам или кои што ги ајнштелам се обично на нивото на тимски лидери, Abteilungsleiter или Teamleiter, така да секогаш поставувам прашањето што правиш за да ја организираш и структурираш својата работна позиција или на германски was tust du deine Arbeit zu strukturieren und organisieren. Да не зборуваме сега малку сообразно нова, ќе зборувам на македонски, меѓутоа сето она што го работам во склопот на Каузи консалтинг, кога ги консултирам или кога кај мене се јавуваат кандидати кои што имаат, да речем, кои што се наоѓаат пред, да речем, тој мотивацијско пред тоа интервју, секогаш тие часови или тие делови од припремата ги правиме секако на германски, привидејќи сепак не ми е целта да ги спремам на македонски, а они тука секако имаат потреба од германска комуникација. Но, превидејќи овој подкаст е за нашите во Германија, секако дека ова пред се ќе оди на македонски јазик и верувам дека ќе биде можеби интересно за доста луѓе кои што не служат и во Македонија, а и за пошироката слушачка дејност. Но, да се навратам на првото прашање, тоа што правиш за да организираш, структурираш својата работа. Со ова прашање би сакал, кога го поставувам, да добијам увид во она дали кандидатот е самостоен, дали има способност за приоритизирање на своите обврски, може во одговорот да се даде и некои заклучни вештини. Исто така покажува дали дали проактивно го креира својот работен ден. И исто така би сакал со ова прашање да разберам или да доловам со кои некои софтверски можности се користи во организирањето или ги користи како алатки или за планирање и управување со проекти, можноста да видам што работи во компанијата во која што сега се наоѓа. Како одговор, бидејќи, пак ќе речам, и јас сум менјавал позиции, јас сум менјавал фирми, секако може да го кажам, едноставно да го опишам почетокот на својот работен ден. А тоа е дека веднаш по доаѓањето во моето биро, првото што го правам е тоа да го видам приходот од претходниот ден, од различните оделења или Abteilungen, да видам како било, дали бил исполнет планот, дали не бил исполнет планот, ги гледам кои се, да речам, основното е да ги познаеш фарбите. Секоја фарба дали е црвена, дали е црна, црната е се знае дека е позитивно, црвената дека е во негативно. И потоа гледам кратко на мојот термин календар, што и ме очекува во текот на денот, какви термини имам со овој, со оној, оваа фирма, и потоа заминувам во, да речам, во отделите или во, да речам, заминувам низ отделите каде што едноставно добивам кратка информација од претпоставените, точно тоа, од Abteilungsleiterите или од Teamleiterите, то и како почнал денот, значи дали има болни, дали некој се јавил болен, дали стасала робата, дали не стасала робата. Значи добивам некој општ поим. Исто така во тој момент кога се јавуваат некои проблеми, можеби да дадам и решение за истото тоа, а понекогаш и самиот лично да ги засукам ракавите и да почнам да распакувам роба или сите работи во зависност од тоа дали е стварно тоа приоритет. Значи,
работодавците со ова прашање сакаат да видат дали човекот кој што ќе го добијат има некоја структура во денот. Погрешно ако почнем да ја са бајле без кафе не ме бива и сите тие работи. Да, кафето е дел од целото тоа, меѓутоа во одговорот на ова прашање секако дека не е важна одлика која што треба да ја спомнете. Секако може да кажете дека ви е важно да го задржите прегледот, редовно да се рефлектирате, а и секако доколку приметите дека денот или ви оди во погрешна насока, без разлика дали некој ве бомбардира цело време на телефон, да направите корекции на истото. Значи, работодавците сакаат или да речем регрутерите, па и персоналните менеджери сакаат да слушнат дали вие во текот на денот работите структурно или не. Исто добро прашање кое што секогаш се поставува или често се поставува е прашањето која е улогата во вашиот тим. Без разлика да сте одговорен или дали сте дел од тимот, секогаш имате секогаш сте дел од некој тим. Освен ако имате работа или работна позиција која што е сама или сами си ја работите тогаш, ама и тогаш ако сте сами, нема да дојдете во ситуација да имате потреба од промена на работна позиција бидејќи сте сами. Да? Сега тука што е суштината на ова прашање? Суштината на ова прашање е да видат работодавците дали вие можете да соработувате со други луѓе. Значи, бидејќи секој човек или секој дел од тимот има различни карактери, различни особини, некој е доминантен, некој е недоминантен, некој е агресивен, некој е мирен, и сите видови на типови. Исто така, сакаат да се оснаат дали и која улога ја превзимате во тимот. Значи, дали носите идеи, дали сте зборлив, дали сте комуникативен, дали само од настраната се го гледате целиот процес и потоа кога ќе дојде крајот се убацувате во целото тоа. Така да, ова, како одговор на ова прашање, можете да кажете дека во тимот најчесто ја преземате улогата на организатор и одговорна личност, која внимава на рокови, на јасна распределба на задачите, значи гледа дека покрај структурата сте и, да речам, имате некоја лидерска особина, воедно дека сте отворени или дека сум отворен за идеи од другите, значи не сте, да речем, оној кој што сам за својата идеја сака или јас сум тој што речев дека ние натаму ќе одиме и тоа покрај тоа што има и други идеи, бидејќи секоја работа е тимска, и дека е потребно, кога е потребно, е преземате иницијативата и не се двумите да помогнете таму каде што има потреба. Значи, имате некој тим гајст или сте во духот на тимот и, што е најбитно, соработката во тимот дека ви е битна за да на крајот се добие една ефикасна и целосен успех на тој проект. Значи, доколку така одговорите, верувам дека работодавецот или персоналниот менеджер или регрутерот ќе рече, окей, ова е тим феиш, можеме да го склопим во тимот, превзима одговорност и сите работи. Следното прашање кое што мислам дека за мене е најбитното и најинтересно или најсладко прашање кога имам кандидати е тоа што ви е важно во соработката со колегите и со претпоставениот. Значи, да се објасните или со ова прашање, сакам да дознаам какви вредности и очекувања имате вие како кандидат или секако јас какви очекувања имам од кандидатот, но и доколку мене ме прашаат кога сум бил на интервју, да знаат од мене лично што очекувам јас од работодавецот или од претпоставениот или па и од колегите. Значи, кои ми се приоритетите во овој сегмент или овој домен. Со овој одговор ќе можете или ќе можат, да речем, претпоставените да идентификуваат потенцијални конфликти. Значи, толку кажете, мене ми е битно да сум само биро или мене ми е битно да имам мира.
тогаш може да се деси, привидејќи денеска, да, постојат бироа, но поголемиот број од бироата се заеднички бироа, каде што внатре се наоѓаат, например, 3, 4, 5 оддели, и секој во едно биро и мора да комуницираат, да речеме, некој си сосем по друг тип. И со таквиот одговор веќе сигнализирате дека вие сакате да сте сам, да сте одделен, значи, што би рекле германците, Einzelgänger. Да, тие единични можеби се понекогаш поефективни, меѓутоа во денешниот свет, на модерен свет, на да речем на работната структура, секогаш тимската работа се предиспонира, така да верувам дека не би било добро доколку доколку личноста е таква, тогаш не може да се скрие, приведејќи во оној момент кога ќе се најде во таква ситуација, ќе дојде до ескалација на целото и тогаш можете работниот процес веднаш да го прекинете и да речете, окей, вие едно кажавте, а ние друга имаме, така да не се спаѓаме со вашите потреби и нашите услови и можете да го прекинете работниот ден или работниот договор. Како еден пример за оваков, да речем, да еден соодветен или добар одговор, можете да речете дека соработката со колегите и предоставените е доста важна, за вас е доста важна, посебно отвореноста и почитувачката комуникација, значи да бидат искрени не само вие спрема раководавецот, меѓутоа и работодавецот спрема вас, бидејќи може да се деси некои работи при кога работите во тимот да има од она типот рекла казала, а тоа не сакате. Значи сакате да кажете доколку имате некој проблем со мене, би сакал лично со мене тоа да го разјасните, а не јас да разберам преку некој друг четврт или трет. Истото и јас би го предпочитал, значи доколку имам проблем со работодавецот или со главниот или со шефот или со било кого, тогаш сакам јас да ја различнам лично со него таа проблем. Значи, викам, господине Чужевски, имам ја нешто, вие мене тоа лично. Или јас за некој друг, господине Шмидт, дојдете вамо, седнете 5 минути да ги разјасниме работите, зошто, и како. Значи, тоа е таа отвореност и комуникативност. Исто така, што е битно да кажете дека ви е важно договорите. Значи, она што сте се договориле, тоа да се запази. Исто така, дека сакате да бидете поддржани. Секако дека вие сте ново фирмата, дека треба да ви треба поддршка, дека ќе барате, можеби понекогаш ќе бидете и досадни, ама од друга страна треба и работодавецот тоа да ви го сигнализира, поточно јас како работодавец секогаш сигнализирам дека новиот во секое време може да ме побари, да ми каже, да ме праша за било што. Да, но секогаш кажувам јас, доколку за едно прашање дадам 3 пати одговор, очекувам веќе четвртиот пат кога ќе ми се јави, да не ми се јави за истото прашање, туку да ми постави некој друго прашање. Значи, тоа прашање што веќе 3 пати сум го одговорил, го разбрал и го сватил, сега има следно прашање или следен проблем на кој што ќе му дадам, доколку го знам, истовремено добар, компетентен одговор, а доколку не знам, ќе речам, слушај, момент, ќе се информирам, ќе ти кажам, ќе те разберам, или ќе го упатам истиот на оној колега, каде што или во она одделение, каде што ќе го добие тој одговор кој што му е за таа работа потребен. Значи, исто така и во однос на раководството, треба да кажете дека ви се потребни јасни очекувања. Значи, што се очекува од вас? Значи, треба, јас секогаш комуницирам. Од вас очекувам во следниот период тоа и тоа и тоа и тоа. Значи, за толку период да влезете во процесот, да се стабилизирате, да се запознаете, да се аклиматизирате, да ги направите. Значи, тие очекувања јас ги комуницирам активно со потенцијалните кандидати, а истото го очекувам и од кандидатите да кажат, слушај, во следните 3 месеца очекувам од моето, се не ми текне збор, Марина беше, ја прашав Анабајтунг, мојот тренинг за работа, мојот тренинг за работа, да биде така и така и така. Тоа ми треба мене за оваа позиција, за да можам да бидам. И тогаш, јас веќе знам какви очекувања или кои се очекувања кои што треба јас на кандидатот за потенцијалната позиција да му исполнам, за да тој на денот кога ќе дојде биде успешно примен и добро трениран за после 2, 3, 4 па и пола година
ги почне да ги користиме, значи ние како фирма, да ги користиме тие, да речем, подобности или придобивки со која намера сме го вработиле и потенцијалниот кандидат. Исто така, очекувам или кажувам јас отворено дека таа иницијатива, значи ја очекувам и од кандидатот, значи таа иницијатива да го дигне прстот и да рече слушај, мене ми треба ово и ово и ова, без разлика дали било техничка спрема, ми треба таквав програм, ми треба ваков лептоп, ми треба мобилен телефон, ми треба ова, она, се со цел да ја постигнеме целта, а тоа е на крајот на криштата, после тој да речем пробен тренинг или пробен период од 3, 4, 5 месеци, колку што на пример ние во фирмата сме се зацртале за новите вработени, во зависност од позицијата која што завзима, да добиеме еден компетентен и квалитетен вработен кој што ќе во континуитет ќе продолжи да се врши добро работата и да ги исполнува потребните услови и потребните работи за успешно извршување на својата работна цел. Значи, во ова прашање фер, отворено, искрено, се што ви лежи, се што очекувате од, да речем, од работодавецот, треба да си го кажете. Не зборуваме сега, тука не станува збор за она очекувам платата да ми биде толку. Платата е посебен сегмент. Тука зборуваме за фактички за алатките кои што јас како работодавец или како потенцијален кандидат сакам да ги добијам од потенцијалниот мој нов работодавец, за да можам на крајот таа цена која ќе ја побарам да биде и ценлива, мислам исплатлива. Исплатлива од двете страни. Значи јас барам, ама фирмата вика, окей, ако тоа го пружиш или тоа ако го успеш, тоа ќе го добиеш. Значи тоа е таа база на отвореност, искреност и реалност. И можете да кажете дека за вас е доста битно да бидете, да имате доверба и имате добра атмосфера. Значи, тоа е во тој поглед, кога ќе ве праша што е важно за соработката со колегите и раководството, значи со колегите, да имате заеднички пауза да користите и сите работи. Доколку сте добро склопени во тимот. Сега едно прашање кое што ми го поставиле во пред да се сменам од тоа беше прашањето како изгледа еден работен ден. Нова прашање малце со подсмев им одговорив дека идеален ден од моја гледна точка не постои, бидејќи идеалниот дел можете да се го замислите некако, меѓутоа кога ќе влезете во фирмата, од тоа што сте го замислиле, можеби ни 5% нема да ви се оствари. Затоа ова прашање малце диаметрално од она што можеби некогаш или па и во поголемиот дел од годината или во времето ќе го очекува, бидејќи можеби нешто сте замислиле, а ќе испадне нешто друго. Затоа треба да внимавате кога ќе го прашаат прашањето како изгледа идеалниот ден. За некого идеалниот ден е сабајле да стане, да истрча 5 километри, па потоа кафето да го наполни, да го испие, па да отиде со велосипед до работа, па после на работа да биде се подмачкано и сите работи, и се да има 3-4 мејлчиња што треба да ги одговори и сите тие работи, 2-3 телефоната и добра митакс паузи или добра пауза за ручок, па потоа после паузата повторно, некој друго митингче, ова она. Тоа може за некој од идеалното, меѓутоа од да речем од тие 365 дена не работиме, нека се 240 со одмори, празници, викенди и ова, нека се 240 дена. Од тие 240 дена може да се дези 10 дена да ви бидат идеални, така без некои си, да речем, одредени стресови, кога левелот на, што ти ја знам, одговорноста или левелот на организацијата ви е, да речем, многу мал, а другите, да речем, 90% од деновите, секогаш ќе ви бидат од она идеалното, ќе морате доста да импровизирате и затоа требате на ова прашање да бидете малце креативни. Кога некој ќе праша што е идеален ден за вас, идеален ден за мене е, например, кога ќе тргнам од дома, ќе стасам таму, ќе се отворам и денот, во тој ден каде што сум таму, во тие 8, 9, 10, па може и 12 сати кога сум, да направам нешто ефективно, што на крајот од денот, кога ќе испаднам од фирмата или од работната позиција, кога ќе испаднам, самиот ќе си речам, добро беше напорно,
Ама стварно, успеавме. Лагерот е празен, работените се добри, муштериите се задоволни, ајнка осваганото или количките се полни, касите има редици и може Чаушевски да се оди дома. Тоа е за мене идеален ден. А идеален ден во онаа смисла, ја вака така, секој ден имате, како сте на одговорна или на функција, секојаш имате, се консултирате или се конфронтирате со работи или со одлуки кои што можеби за вас идеални, може за некого се не идеални. Истото и обратното, може да добиете некој мејл кој што вие очекувате да е идеален, а ќе испадне не идеален. Но сепак, пак ќе речем, на крајот на ден додека вие самите или самиот, без разлика за која позиција сте работи, го дадете максимумот и испаднете од работата и речете, ако сте, например, во болница како медицинска сестра, јас денеска средив целата страна си средив 15 пациенти, сите беа среќни. Чим се болница не може да бидат среќни, меѓутоа сите се добри, од добро средство, им дадовме сите медикаменти, сите ги средив и онадив. Тогаш е тоа за вас идеален ден, а другиот ден веќе почнува наново. Па ќе речем, секој ден си носи своји предизвици, си носи своји акво, меѓутоа треба во денот да си оставите време за отвореност, за креативност, значи да можете тоа е за мене идеален ден кога некој ми дозволува или јас кога ќе им дозволам на работените да бидат креативни, да одлучат да донесат само своје решение. А тоа може би за вас како одговор да биде, значи идеален ден е за мене кога, да речам, мене ми е дозволено да денеска да одлучам дека ќе нарачам роба од толку и толку, да речам 1000 евра. Значи тоа е можеби идеалот ваш. За некој што можеби е, не, тоа ми е многу повеќе или нема ни да го спомне. Но така би требало можеби да одговорите на она како би изгледал оној идеален ден. Мада па ќе речам, за мене идеален ден е кога сум на одмор. Идеален ден е кога сум невека на вакво и тоа, сонцето ме грее, легалката е тука, книгата е до мене, сопругата исто така, цевчето у некој коктелче е вакво, тоа е можеби идеалното. Меѓутоа тие идеални денови се знаат 30 дена одмор и нешто повеќе, ама толку е. Рестот е секој ден со одлуки, па и тогаш може да и се деси нешто што од вашиот идеално нешто ќе се испадне неидеално. Така да целото тоа идеално е за мене гледано како поглед е релативна работа. Последното прашање за кое што ќе речам, кое што работодавците е доста драго и сладко, а и доста очекуваат одговор на тоа прашање е на кој проект или на која заработна задача или да речам и со какви предизвици сте се соочувале во вашата последна работна позиција или во моменталната позиција каде што се. Со ова би сакал, како потенцијален нов работодавец или како кандидат, како први основно да кажам на што сум работел, каде сум работел, што сум работел, значи некој посебен проект кој што бил важен за мене лично, а од целото тоа може би и за фирмата, а и за пошироко, например. Не? Со ова сакаат работодавците да видат дали сте решавале проблеми или сте способни да се справувате со проблеми, како да речем, како ги рефлектирате или како се однесувате со своите успеси, а може би и неуспеси, прибидејќи понекогаш и некој неуспех може да биде за вас во понатамошниот степен на кариера успех, прибидејќи од тој неуспех може би сте научиле како понатаму тоа да се развивате во некоја следна ситуација која што ќе ви се деси. Како еден можен одговор на ова прашање би било да речам, можете да кажете дека еден проект на кој што посебно горд е, да речем, проектот на намалување на диференциите на инвентурите во ОТОВ. Како од мој пример. Тоа е сега на вас да го знаете кој проект, на каков проект и да го кажете името на проектот. Пак ќе речам, во соодност на целото тоа треба секогаш да знаете до каде можете да кажувате
за она што моментално сега го работите. Секако дека некои, да речем, кажување на толку пари, толку приход, толку ова, сепак тоа се скокотливи работи кои што понекогаш фирмите тоа драго го сознаваат, меѓутоа од ваша страна може тоа да биде негативно, бидејќи во тој момент кажувате дека не сте лојален кон вашата сегашна фирма. Значи, тука треба малце да пазите што кажувате, бидејќи ако кажувате за старата фирма, тогаш одам од таа предпоставка дека доколку утре други ден се најдете во иста ситуација, дека можеби ќе издадете дел од нашите, да речем, фирменгехајмниц, информации кои што се само наменети за интерна употреба во фирмата, и затоа треба да пазите кога некој ќе праша на што сте горди, на што сте, да не кажувате дека јас сум горд на тоа, ти ние толку и толку приход направивме, а моја беше толку и со таа фирма. Значи, и ова прашање е поврзано со некои си, да речам, мали така опасности од кои што работодавецот може да види таа дали е лојален. Па держам, во еден ваков разговор може да слободно да кажете на што сте гори, меѓутоа треба да му нагласите на потенцијалниот работодавец дека деталите од целото тоа, бидејќи се работи за скриени работи, треба да ги онајдете. Еве, например, ќе издадете нешто, утре други не ве взимаат вас и они викаат: фала многу на кандидатот Панчо Чужевски, он се ни каже за тоа како шо правеле со инвентурата и како броеле или како надуеле или шо правеле, и он нека се остане таму, ние знаеме сега, создавме некои сознанија и ќао џаци због. Затоа, како кандидат, треба да знаете до кој степен можете да одите. Исто така, сега повторно се враќам на одговорот, значи, кога ќе го кажете проектот, го опишувате по тоа проектот, за што станува збор. Во кратки црти, не треба сега да правите таму 3 сата или PowerPoint проекција за тоа што сте работеле. И во склопот на тоа да кажете кој бил предизвикот, значи што сте успеале или што било тоа на посебен предизвик во тој проект, например, тесни рокови, беше денеска до утре добивме или од денеска за другата недела добивме, ограничени ресурси, буџетот, па ќе речем, без големи спомнувања на некои бројки, бидејќи бројките во вакви разговори може да откријат тој лојалитет кој што во фирмите доста се цени. Потоа можете во ова да кажете како тоа сте го изведени, со поставување на приоритети, тесна соработка со тимовите, надворешни со анализи вакви, анализи такви, истражувања и се до тоа. И на крајот, кога кажувате, да речем, со општи зборови, дека проектот бил успешен, а како што реков пред тоа, можете да видите дека проектот не беше успешен, меѓутоа од целото тоа извадивме поука дека таму и таму и таму. Значи, сепак, во ова почетниот или потенцијалниот работодавец вика, он е спремен да ги коригира своите одлуки и од грешките да учи или научил. А исто така, зборувате, ако е проектот успешен, за тоа каков бил проект. Може би вашиот потенцијален работодавец разбрал за тој успех или за тој проект и одеднаш, знам тоа, значи вие тој бевте. Да, окей, сега се ми е јасно. Така да, ова се тие некои работи кои што можете да ги кажете или слободно, сепак, ќе кажам, со некоја си мала скепса за кажувањето, посебно на бројките кога се зборува за фирмата во која што се уште се вработен. Бидејќи сепак тоа спаѓа во они што се, како што реков, тајни на фирмата. Сега тоа беа тие 5 прашања кои што за мене се омилени, што сум ги поставувал или ми ги поставувале. Но, како што најави во најавата на оваа епизода, постојат и прашања кои што се поставуваат, меѓутоа на кои што имате право како прво да не одговорите и како второ, за кои што работодавецот може доколку тоа се докаже дека е тоа така, дека не ве примил поради тоа прашање, така сте го одговориле, меѓутоа тоа е многу тешко, морам да признам дека тоа е многу тешко да се дознае и да се докаже во таа ситуација, но сепак доколку се постави тоа прашање, сепак постои некоја отворена скепса спрема работодавецот. И слободно може да се запрашате дали доколку некој тоа прашање ми го постави, би работел за таа фирма. Но
Ќе се навратам сега на кратко на прашањата. Првен да кажам дека во Германија, како што рековме со Марина на почетокот од нашиот подкаст, постојат X број на законски регулативи. Така што и ова право или ова правило, да речем, за непоставување на потребни прашања или непотребни прашања е регулирано во Германија во така наречениот закон за еднаквост или Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Во овој гезец или во овој закон точно е децидно е пишано или кажано во параграф 1 дека вработениот не смее да биде дискриминиран поради некој од причините наведени во параграф 1. А тоа е доколку целта на закон да спречи или отстрани дискриминација на раса, етничко потекло, пол, религија, политичко уверување, попречност, значи инвалидност, возраст или сексуален идентитет. Тоа е тој параграф 1 од овој закон во кој што вработениот не сме да биде дискриминиран поради сите овие наведени причини. Тоа подразбира во член 8 или во член 8, во член 8, во член 8 стои вработениот во смисла на овој закон е ... и на крајот стои дека и кандидатот за работно место е исто така како да е вработен во таа фирма. Значи, во тој момент кога ќе одите на, да речам, на интервју, вие веќе ве третираат, имате третман како вработен во фирмата и затоа овој закон важи и за апликантите или кандидатите за работна позиција. И затоа овој параграф или овој закон може да биде применет при некои, да речам, прашања скокотливи кои што работодавецот секако дека може да ги постави, меѓутоа вие како кандидат не сте обврзани да дадете како прво и основно одговор кој што е дециден или точен. Значи, можете и да, што би рекле ние, да лажете во оваа ситуација, се до оној момент додека не се коинцидира со работната позиција. Омилено прашање, кое што работодавците ретко треба да го постават е вашиот план за семејство. Значи, прашањето, планирате наскоро да имате деца, дали сте бремена, какви се вашите планови за семејство. Доколку ова ви го постават во некоја нормална позиција, да речем. Еве, вие сте аплицирате за работа во биро и некој го поставува тоа прашање, дали сакате да бремена. Во оваа ситуација бременоста не игра никаква улога со позицијата да седите на биро, бидејќи работата не е тешка, не е физичка, не е поврзана со некои работи, освен доколку работодавецот не ви нагласи дека работната позиција е покрај тоа што ќе седите, е поврзана со стрес со телефон, стрес со муштери, стрес со персонал, Значи, стресот може да влие на вашето здравствено влијание. Значи, здравствен обид. Затоа, доколку ова се наведе, тогаш потребно да кажете дека да, јас сум шванга или не сум шванга, или не го одговарам. Доколку знаете дека работната позиција е тешка, да речем, работите во лагер или знаете дека треба да дигате тешко, и вие тоа го скриете, тогаш работодавецот може да го постави тоа прашање без да има некакви законски последици, бидејќи работната позиција е таква. Меѓутоа, доколку зборуваме за некоја обична работа, а ова прашање ви се постави, тогаш потребно е да не одговорите на ова прашање или воопшто да не се обрнете и да го излажете работодавецот. Пак ќе речем, сето тоа зависи од работното место, дали и шо е директно или тесно поврзано со вашата здравствена ситуација. Второ прашање кое што се
практикува да не се поставува или не сме да поставува е сексуалната припадност. Значи, дали сте хетеро, дали сте хомосексуалец, дали сте лесбика, со кого живеете, тоа се праша, тоа е прашање кое што работодавецот не треба да го интересира и не треба не го поставуваат. Досега, на волја на вистината, нити сум го поставил, нити пак некој ми го поставил. Такво прашање. Значи, досега се сретки се тие случаевите кои што сум слушнал или еве во овие, да речем, 30 години, кои што колку 32 години кои што тука, некој тоа да ми рече, слушај, мене ме прашаа за вака и вака, а сум имал доста и клиенти, и препознаници, и пријатели, така да тие работи не се поставуваат. Исто така, возраста, иако возраста секој гледа од Левенслауфот, не колку сте возрастни, пише на Левенслауфот колку сте возрастни. Роден сум 68, парачно, ако знаеш математика, ти зарачуваш колку сум возрастен. Кога си ме викнал, да речем, вчера на вакво, знаеш дека сум 57 години, што ме прашаш колку сум 57 години. Значи тоа се тие прашања колку и самиот ќе свадите паѓаржам. Од тој момент кога некој вакво прашање, кога фирма вакво прашање ќе ви постави, веднаш треба да се прашате, со кого седам ја на масава. Па стои таму Левенслауфот дека сум роден тогаш и тогаш. Значи 50 години, треба самиот да знае дали му одговара таков кандидат пред да ме викне на интервју. Етничко потекло. Од каде навистина доаѓате? Јас сум отворен, јас самиот си го кажувам. Ich komme aus Mazedonien. Идам од Македонија. И после тоа ќе приметиш, Macedonien? Wo ist denn das? Ehemalige Jugoslawien. Und die Potsche schon, ja, Griechenland. Nein, Mazedonien. Ja. И така ми треба. Тоа, ама тоа јас го кажувам како јас сум отворен, јас го кажувам тоа. Па држам, ние не можеме еден Чаушевски кога ќе отиде на интервју. Сега нема да речат, вој е роден у Берлин. Вој не е од страна. Не, према тоа малце треба и да, може би дискриминирачки, но е вакво, меѓутоа сепак вакво. Сега ако ќе почне да прашаат имаш ли германско државјанство, тоа е друго веќе прашање. Не треба да го интересира какво државјанство јас имам. Нити па за тоа треба да биде релативно или релевантно за понатамошниот процес. Или пак, како што сум сретнал некои примери во ова која ја спремав епизода, вика пише дали зборуваш германски без акцент. Ами самите не знаат акцентите кои им си, какви им се у 16 републики, 16 акценти имаат, па не сега од нас ќе бараат да зборуваме ние акцент фрај или што ти ја знам. Also, зборувам сега за тука што сме. Такви работи, не. Бидете аутентични, бидете отворени. Тоа е нормално на такво нешто, да не идете, но јас пак ќе речам, мене не ми смета некој ме праши воја коменцис. Ich komme aus Mazedonien. Und? Dann ist es fertig. Ne? Also без паника и без ваква, ако некој рече тоа е нормално, да не се повторувам пак, Чаушевски не иде од Хамбург, Берлин, Келн или од това, Чаушевски иде од Македонија. Мада и Чаушевски од ваква. Сидим викаат, ти од Романија. Викам, нити сум пријател, нити роднина со Чаушевско. Со тоа ме понадуваат. Следно прашање кое стои така е забрането или не се поставува е религијата. Значи, одиш редовно, кај одиш, у која црква, на која ваква е. Освен доколку работите во некоја црквинска институција. Тогаш тоа може да ви биде поставено. Че тука постојат градинки, евангелише киндергартен, католише киндергартен. Тогаш може да се деси, привидејќи не сте од таа вера, и тоа е законски издржливо. Значи, тука нема никаква дискриминација, привидејќи таква е ситуацијата. Во евангелиш првен. Мада и вас може да ве примат. Значи, тоа не е ништо страшно, меѓутоа, сепак, може предност некој друг да добие. Може да добие. Ама, ова прашање во таква ситуација може да се деси да се постави. Хендикеп или хронични болести. Auf gar kein Fall. У никој случај. Значи, некој го прашува дали сте инвалид, ќе може да му одговорите, да, јас сум инвалид, оти седам тука со вас, а вие ме прашувате. И си станувате, се ги собирате, фала многу пријатно од инвалидот Панче Чаушевски. Значи, тоа прашање, доколку дојде на тема, тоаш можете слободно да се станете и да си испаднете од интервјуто. Или да ме праша некој колку често си болен. Колку често сум болен? Кога сум болен, сум болен.
Кога не сум болен, сум на работа. Тука завршува приказката. Ама, тие работи не се поставува. Финансиска состојба. Колку ти е контото? No go. Меѓутоа, постојат бранжи каде што финансиската состојба играе важна улога. Стоат во некои банки, во зависност од тоа каде и како работите. Во некои банки, во безбедности или во да речем во оние фирми каде што транспортираат пари, може да дојде до прашање, значи какви ви се финансиските состојби. Значи, пак ти речем, некои прашања се достапни или доследни во зависност од тоа во која бранжа и каде работите. Имаш ли долгови, немаш ли долгови? Во нормално, например, во нормална фирма нема потреба тоа да го прашуваат. Или не смеат да го прашаат тоа. Во фирма каде што се работи со пари, може да се деси ова прашање да биде поставено и е дозволиво. Политичкиот став исто и тоа не треба да биде тема на прашањата при апликацијата за работниот однос. Така да нека не ги интересира за кого сум, дали сум за зелените, дали сум за жолтите, дали сум за плавите, дали сум за црвените, дали сум за црните. Тоа не игра никаква улога. Исто и така прашање во, да речем, во процесот на апликација или на мотивација на интервју, да ја прашаат, кажете го ставот за владата, за тамата влада. И што ќе кажеш, доле влада, и ти вика, не те примам ја, ти си против владата. И сега пак ќе додам тука и ова прашање може да биде доволно прашање, бидејќи вие може да бидете вработени во некоја партија, во некоја политичка партија може да бидете вработени. Сега е контрапродуктивно доколку вие кандидирате за зелените, а ги сакате ЦДУ. Тоа самиот ќе се прашам зошто аплицирам кај ова рече кај зелениве да бидам вработен, а не аплицирам кај ЦДУ. Значи самите некои работи се одговараат кога ќе размислите каде ќе ја аплицирате и за кого ќе работите во следните, да речем, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и доживотно ќе работите. Значи доколку сте решени да работите за некоја политичка партија, сигурно ќе работите за онаа политичка партија која што сакате да работите, а нема да аплицирате во некоја политичка партија каде што не сакате да работите само поради тоа што имаат добра плата. Мислам дека во оваа епизода малце подетално се осврнав, за жал без Марина, но се надевам дека во следната недела или следните недели ќе најде малце повеќе простор, повторно да ја слушнеме тука и повторно да има музика. Марина е по музиката, по некои си таму slow motion и сите тие работи, ефекти кои што ги правиме во нашиот подкаст. А до тогаш, секако, чест и задоволство и понатаму ние да ги поддржиме нашите пријатели Филип и Сашо Зиков од Legacy Entertainment и маркетинг и повторно да најавиме турнејата на Next Time во Хамбург на 16.5 и во Берлин на 17.5. А секако со посебно задоволство и Марина рече и прошлиот пат, она е на 35 во Регенсбург. Супер настанот Тино и Атанас во Германија. За овој пат мислам дека беше доволно. Слушате ни понатаму во петочно во Германија, понекогаш со Панче и Марина, овој пат само со Панче, денеска неделно, а сепак секогаш петочно во Германија. Останете ми во добро здравје, поздрав и до наредната емисија.